Изолирана група на поранешни високи функционери се обидува да направи етничка поделба. Во среда нема ништо да се случи. Вака премиерот Христијан Мицкоски ги коментира обидите за закани од интегративците, што доаѓаат во пресрет на седницата на Уставниот суд, на која треба да се расправа за законот за јазици. Според Мицкоски, ДУИ ќе продолжи и понатаму со политички маневри, но тоа не треба да ги загрижува граѓаните затоа што ова е само обид за дестабилизација. Во коалицијата се разговара за законот, меѓутоа никој не смее да интервенира кај судиите. Единствената тема со која што тие се присутни во јавност, а тоа е Демократската унија за интеграција, е да направат одредена, би рекол, поделба по етничка основа, ги третираат само етничките прашања, затоа што на друг начин не можат да привлечат внимание, ниту да наметнат тема, ниту да привлечат луѓе кои што ќе ги поддржуваат. Бидејќи проба се обидоа со зелената агенда, видовте како завршија и се вратија сега во опозиција на единствената тема која што за нив можеби носи некаков резултат. Според Мицкоски, ДУИ се обидува на два начина да го сврти вниманието пред законот за јазиците да дојде на маса во Уставен. Дека се обидуваат да направат етнички поделби се гледа јасно и од фотографиите на кои високи представници на ДУИ се фотографирале со оние што го палеа македонското знаме. А втората теза е дека ова се очајни обиди за манипулација на граѓаните. Дури и тие знаат дека ништо нема да се случи во среда. Па кога нема ништо да се случи во среда, бидејќи се знае какви се процедурите на Уставниот суд и така натаму, ќе излезат во јавност и ќе кажат еве ние правевме притисоци и затоа сега ништо не се случи во среда. Затоа што за да било што се случи, за да било кој што направи таму, потребни се уште неколку чекори за да дојдеме до било каква акција. Ова е изолирана група на поранешни високи владени функционери за кои што постојат основани сомневања за сторен огромен криминал. Инаку ДУИ викендов напишаа писмо до САД, ЕУ и НАТО кое е потпишано од научници од албанската заедница, во кое суптилно се закануваат со дестабилизација и криза ако бидат поништени одредби од законот за јазиците. Според ДУИ, тоа било поткопување на мирот и бараат меѓународните фактори да го спречат ваквото сценарио. Претходно вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити побара од граѓаните да не подклекнуваат на провокациите на ДУИ, дека владата знае што прави, а сега е најважно да останеме ладнокрвни и мирни.